Задутре ќе профункционира новиот систем за влез и излез од Европската Унија. При вашето прво патување, кога ќе пристигнете на аеродром или граничен премин во Шенген зоната, ќе треба да пополните документ со лични податоци. Граничната полиција ќе ви земе отпечатоци од прсти и ќе ви го фотографира лицето. При повторно патување системот ќе ве препознае и автоматски ќе знае кога сте влегле и излегле од Шенген и дали е пречекорен дозволениот престој од 90 дена. Токму ова ќе им создаде проблеми на македонските транспортери, велат од асоциацијата Макам Транс. Превозниците нема да можат да имаат толков број на возачи колку што е потребно да се обстојува и да се работи нон-стоп. Значи ќе имаме намалување на капацитетите, ќе дојде до тоа да голем број на возила ќе стојат чекајќи газата да прати некој друг возач кој што нема исполнето 90 дена за да може да го продолжи превозот. А тоа веќе постои опасности за самото возило, за стоката која се пренесува, возачиве што треба ги депортираат како криминалци да се, што е стварно страшно, плюс и казни има одредени држави изрекуваат, а знаеме дека возачите не престојуваат, возачите работат. Според Муратовска, последици ќе има за цела економија. За жал, почнуваат голем број на превозници да размислуваат да го селат капиталот во држави од Европската Унија, како Словенија, Чешка и други држави, со цел да немаат вакви проблеми. Од друга страна, возачиве вадат пасоши странски за да можат исто да работат непречено, што значи генерално превозниците ќе имаат штета, меѓутоа ќе има штета и нашата држава во целост, стопанството, буџетот, бидејќи ќе се намали обемот на работа. Проблем може да бидат и долгите редици на граничните премини, иако очекувањата се дека целата процедура ќе трае од 3 до 5 минути по човек. Ако вашиот автомобил е полн, тоа значи вкупно 20 минути. Ако одбиете да дадете податок, влезот нема да ви биде дозволен. Новите правила ќе ги применуваат 29 европски земји, постепено. Рокот за целосна имплементација е 10 април 2026. Од следната година македонските граѓани ќе мора да го користат и ETIAS, електронско властување кое бара патниците однапред да се регистрираат преку апликација и да платат такса од 20 евра. Мартин Арсов, Сител телевизија.